По многу децении, албанскиот јазик повторно се слушна на верска литургија во една црква во Горна Река. Ова се случи на литургијата што се одржа за празникот Богојавление во црквата Пресвета Богородица во селото Ростуше. На светата литургија како гостин присуствуваше и отец Никола Кеди од Албанија, кој дел од службата ја одржа на албански јазик. На видеото објавено на Facebook страницата Бигорски манастир Свети Јован Крстител, видеата се уредени и не се слуша литургијата. Но во соопштението на манастирот стои дека на годинешниот празник учествуваа и гости и псалти од Албанија, кои го отпеа тропарот на Богојавление и на албански јазик. На верската служба присуствуваше и амбасадорот на Албанија во Македонија, Денион Мејдани, кој го оцени овој ден како момент со длабоко духовно значење што пренесува пораки за обновување, чистење и надеж и ја истакнува вредноста на добрината, солидарноста, братството и меѓусебната грижа што не обединува како општество. Зошто ова доби толкаво внимание? Причината е големата, често и тивката дебата за православните албанци од Горна Река, асимилирани во Словени. Малкумина имаа храброст да зборуваат за тоа, меѓу кои се и Бранислав Синадиновски и Бранко Манойловски. Овој последниот, раскажувајќи спомени од детството, објаснуваше дека кога се собирале во црквата Свети Никола во селото Кичиница, сите православни верници зборувале албански. Река Епер edhe gjua shqipkar shkuat bashk me 1000 vjet. Qysh si ekziston. Mirë për koha si kundërshkan, erdhë komunizmi, e zuni sanit shkojnë ka kasabat, edhe një problem kishte se kur ndrua feja gjymca një cope madhe botin musliman, edhe dy vllazët si kundra ishin, njëni vllau bo musliman, njëni mbet ortodoks, edhe kadale u larguan me fejen. Edhe ky ortodoksi duke ma afër me slavt, se ishte një fe. За овој процес се направени бројни историски и научни истражувања кои покажуваат асимилација и албански корени во Горна Река. Најпознатата фигура од овие краишта е албанскиот просветител Јосиф Багери.